Младите новинари мора да работат на истражувачки стории. Треба да почнат со истражување во својата средина, каде што ќе се слушне гласот и проблемите на граѓаните. Беше забележено на денешната обука на студентите по новинарство на Штипскиот правен факултет. Слабата заинтересираност за младите да се запишуваат на новинарство, според новинарката Снежана Лупевска-Созен, лежи во тоа што изминатите години се случуваа низа на работи во медиумите, како и немање на доволно слобода на изразување и истражување. Треба и тие да сватат дека оваа професија е многу битна, особено за Македонија. Дека е битна затоа што од нивната работа многу процеси зависат. Од нивната работа зависи дали ние ќе се избориме со криминалот и корупцијата и дека мора да си го зачуваат интегритетот. Значи, тоа е многу битна работа. Ако останат новинари и да станат новинари, треба да си го зачуваат интегритетот и да препознаат во која редакција тоа можат да си го обезбедат. Не достигаат финанси за такво истражувачко новинарство кое што е присутно во странство, да кажам. Новинарите макотрпно работат на своја рака во голем дел за да направат некои истражувања. Меѓутоа се надеваме дека таа ситуација би се сменила во иднина. Во секој случај во моментов постои меѓународна поддршка, помош, ваков вид на проекти со чија помош новинарите всушност добиваат некаков вид на финансиска поддршка. Студентите, односно идните новинари од Штипскиот и Скопскиот универзитет, повеќе од една година ги следат овие обуки за истражувачко новинарство. Имаат големи очекувања, а сметаат дека обуките ќе им помогнат полесно да навлезат во професијата. Се надеваме дека истиве активности ќе ни помогнат во понатамошната кариера, да можеме да се оформиме себе си не само како новинари, туку и како истражувачки новинари. Чести задоволство ни е да се запознаеме со врвни новинари по истражувачко новинарство тука кај нас во државава, како они би ни пренесле нас искуства, на што точно треба да се осврнеме ние како идни новинари. Иако не сум новинар, сепак мене ме интересира новинарството, посебно делот за медиумското право, кој кај нас можеби не е толку застапен во студиите, но да речеме во Белград после тави студии. Јас сум тука затоа што сметам, затоа што прво сакам да се подобрат демократските процеси во држава. Проектот Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права се реализира веќе втора година, а го имплементираат Институтот за човекови права и Центарот за управување со промени.